Добар ден на сите. Благодарам за интересот. Денеска сме во Битола да видиме како се реализира оно што беше ветувано за време на кампањата на локалните избори. Градоначалникот кажа отприлика сето она кое што е сработено во овие, би рекол, речиси 6 месеци во оваа прва полугодина откако тој практично е избран од страна на битолчани за градоначалник. Навистина за овие први 6 месеци во делот на инфраструктурата резултатите се импресивни. Користам оваа прилика да му честитам нему и на неговиот тим за проектите кои што ги реализираат и да посакаме така да продолжат, па дури и со степен повеќе да ги реализираат сите оние ветувања кои што беа дадени за време на кампањата за локалните избори, бидејќи пред нас се предвремени парламентарни избори на кои што ние ќе бараме довербата од граѓаните, во која што ќе покажеме дека не сме сите исти, ако некој сака и се обидува таа кампања да ја води дека сите биле исти, дека без разлика дали ќе било ово или оно, сите важно политичари биле исти. Не се сите исти, различни сме, не можеме ние да бидеме исти со ние кои што криминално владеат веќе 5 година, толку 5 години поминаа откако се избрани, без реформи, без никакви проекти и кои што на отворена сцена ја понижуваат и омалуважуваат нашата Македонија. Навистина можам да кажам дека од ова што го гледам и денеска, но и она што го гледав изминатиот период, дека во Битола се очекува еден и веќе во тек еден инфраструктурен бум. Се за интересот на битолчани, се за интересот на Битола, тоа е нашето мото, промените продолжуваат. Ние сме заедно со народот, продолжуваме низ Македонија, користам оваа прилика од овде да ги повикам битолчани да ни се придружат на големиот протестен народен собир кој што ќе се одржи на 18 јуни пред владата на Република Македонија со цел дека е доста, дека треба да замина, дека доста е на Македонија од порази, треба Македонија да почне да победува и тоа е практично целта на тоа за кое што ние ќе протестираме. Ќе имаме протестно лето, што поскоро да има предвремени парламентарни избори, за да може конечно да излеземе од оваа летаргија во која што се наоѓаме, да излеземе од раците и канчите на криминалот и криминалците. Што мислите за изјавата на премиерот дека за овие 4 месеци направил повеќе отколку некој за 4 години? Па, видите, кога не би била таа институција позади него, ќе мислев дека е некоја првоаприлска несолена шега, но сепак тој човек треба да е свесен дека застапува институција позади себе, а тоа е премиер на државата, и дека таков тип на изјави, говорете, ја го разбирам тие што му го водат пиерот, го храбрат, му велат, кажувај тоа да покажеш дека еве нешто правиш и работиш, но еве повторно еден совет ќе му дадам, тоа не го чувствуваат граѓаните. И сето она што го кажувате, а не го чувствуваат граѓаните, тогаш во очите на граѓаните вие излегувате манипулант и лажко. Сега, доколку тоа му е целта и на него и на тие кои што му го водат пиар настапот да изгледа во очите на граѓаните манипулант и лажко, тогаш тоа е точна, добра, правилна изјава. Но доколку сака навистина да биде реален, тогаш е добро да каже дека имаме рекордна инфлација, дека сме на дното според странските инвестиции, домашните инвестиции, дека капитулиравме пред енергетската криза, во фаза сме да капитулираме и пред економската криза, дека нема перспектива, дека буквално ни се разурнати сите национални позиции, дека граѓаните живеат тешко, дека едва од крај со крај се врзува од први до први, дека бензините поскапеа и се рекордно високи. Така што тоа е реалноста со која што треба да излезете пред граѓаните, за да може граѓаните да добијат еден вид самодоверба и чувство дека добро, може би не ни се допаѓа, но барем тоа што го зборува е реално и тоа е така. А доколку давате вакви изјави, тогаш што ставате впечаток на манипуланти, лажби, наистина дополнително создавате чувство на фрустрација кај граѓаните во овие тешки моменти. Ќе поддржите ли евентуален генерален штрајк на ССМ? Па ние секогаш поддржуваме работнички права и ние сме пријатели на работниците како политичка партија, но омилениот синдикален лидер на власта повторно прави некакви екзибиции за да на крај излезе на пресконференција во владата заедно со
со Ковачевски и Битики, предпоставувам, или уште некои, да прогласи триумф, дека ете обезбедиле повисоки плати, повисоки пензии, така натаму. Во суштина тој го манипулира тоа мало членство кое што се уште го поддржува. Така што омилениот синдикален лидер на власта не го поддржуваме, но да, работниците и работничките права секогаш ќе најдат кај пријател во ВМРО-ДПМН и секогаш ќе ги поддржиме. Доколку работниците велат дека се обесправени, ние сме позади нив. Доколку работниците велат дека се премалку платени, ние сме позади нив и стоиме позади нивните барања. И апсолутно, ако работниците излезат на протест, ние тој протест ќе го поддржиме. Уште едно прашање, ако дозволите. Дозволувам. И најавува прослава по повод 20 години од нивното постоење, а пак партиите на албанците обвинија дека тоа е една скапа прослава, ќе се потрошат тешко време, 1000 евра, тешко време. Да, што е без парица, не е време за славење. И уште едно во тој контекст, тие дуи 20 години на власт, има многу обвинувања за криминал, но ниту еден процес. Овие двете, ако може. Да, сум го кажувал тоа, сум го комуницирал многу пати во јавноста. Тие функционираат како длабока држава, си имаат своји обвинители, своји суди. Било кој да се дрзне да поднесе било каква пријава или обвинителот не ја прифаќа или судијата ја обвини. Така да тоа е последицата од овие 20 години и затоа бараме предвремени парламентарни избори за да може оваа длабока држава конечно да исчезне. И да ја поразиме оваа длабока држава која што оваа политичка партија има направено во институциите. За прославата? Па ви реков, не е време за славење. Ние треба да ги засукаме ракавите и да работиме затоа што народот тешко живее, а не да славиме и да кажуваме дека постоиме 20 години или да вадиме комедијанти по телевизија да кажуваат колку била дуи државотворна партија. Со кое дело покажа дека се државотворна партија? Освен со зборови. Ја споменавте енергетската криза, вие имено објавивте фотографии од катастрофалната состојба во рек Битола. Во меѓувреме од владата допунија општините дека поради нив ќе биде поскапувањето на струјата, а Ивана исто распиша и тендер за набавка на електрична. Поскапувањето на струјата ќе биде затоа што крадат. Не работат, крадат. Затоа ќе има поскапување на струјата и затоа реков дека тие капитулираа пред енергетската криза. Често ми го поставуваат тоа прашање, добро, што требаше да направат? Многу едноставно е. Требаше да ги подготват акумулациите, да има доволно вода во акумулациите и плански да ги трошат. Требаше да ги подготват ископите во рудниците, за да има откриен доволно јаглен 5 години однапред. Или потенцијал за да се открие јаглен 5 години однапред. Требаше да продолжат модернизацијата, требаше да направат ремонт на производните постројки. И така подготвени тие производни постројки ќе произведува, не мора како што сме правеле некогаш 6,5, 6,600, 6,700 терават часови електрична енергија, 5 нека произведува. 5. Тоа е за 80% повеќе од тоа што го произведува ЕСМ сега или поранешно ЕЛЕМ, а тоа е некаде околу 3 терават сат. Замислете ако они произведаа 5 терават часа, тоа е 2 милиона мегават часови повеќе. Ако на берзите цената е сега 250 евра, тоа се половина милиарда евра плюс. Половина евра милиарда повеќе за граѓаните, половина милиарда евра повеќе за компаниите и колку толку ќе им помогнавме во енергетската криза и немаше од буџетот сега да трансферираме средства за да ги спасиме, за да спасиме ликвидноста на денешно ЕСМ, поранешно ЕЛЕМ и да се поделат плати за да некој краде. Туку тие половина милиарда евра ќе останеа во буџетот и ќе имаше пари и за капитални проекти, и за повисоки плати, и за реформи, и за се. Но за жал некој наместо да работи краде. Затоа ќе поскапи. Затоа. Просто, едноставно е. Не треба многу филозофија, ова го зборувам години наназад, уште од 2018 година дека до ова ќе дојде. Енергетиката не е купи ден продај и не служи за дневно политички цели. Во енергетиката се планира 5-10 години однапред. Вие сега треба да носите одлуки за следните 10 години што ќе се случи. За жал, овие само ги бројат часовите на багерите со регистарски таблици од еден град во Југоисточна Македонија и годината за жал наместо 365 дена трае 450-500 дена. Ако ги погледате фактурите кои што ги доставуваат, тоа ги интересира. Друго ништо не ги интересира. Имаме ценовен шок, растат цените на горивата. Што предлагате вие? Имаме ценовен шок, растат цените на горивата. Ние предлагаме, но за жал повторно од владата, тоа е одбиено да се продолжи мерката која што претходно ја предложивме, да имаме
повластена ставка на ДДВ-то до крајот на годината и за горивата, и за прехранбените производи, и за останатите производи за кои што важеше до сега. Но бидејќи тоа ВМРО го предлага, бидејќи на владата не и текна, еве ќе видите дека тие ќе се и наетат и ќе речат нема тоа да го прифатиме. Зошто? Затоа што ВМРО го предложило и граѓаните ќе плаќаат повисоки сметки, ќе имаат понизок стандард и помалку пари. Многу едноставно. Ние имаме работа со влада која што не само што нема визија, туку не знае ни политика. Тоа е најголемиот проблем, што не знае ни политика. Они мислат дека ако се и наетат, така ќе покажат мускули и сила. Не, така губат граѓаните. И тука нема партиска или етничка припадност. Сите губиме. Од овој инает и од овој начин на водење политика сите губиме. Еве, јас се користам од оваа прилика од Битола од овде. Гледате сега што убаво делува нов асфалт, прошилен влез на Битола, ќе се доврши сега овде како има и пешачка патека и така натаму. Имаме кредит од Светска банка, 63 милиони евра. Овде во Битола треба уште милион евра за асфалтирање на нови улици и проекти во канализација и водовод. Не го ставаат на дневен ред, го кочат. Зошто? Затоа што градоначалникот сега е ВМРО ДПМН овде во Битола и во 50 општини низ Македонија. А они го зеле кредитот во 2021 година. Еве да го стават на првата наредна собраниска седница, да може Битола да добие уште 60 милиони денари, уште 20 улици да асфалтираме овде во Битола. Тоа е за битолчани, не е за ВМРО. Ова е за битолчани. Ова е за тие што влегуваат во Битола, не ни за СДСМ. Еве, оставете го и наетот, ајде тоа да го направиме. Ајде заедно, нека го предложи владата тој закон. Еве, ние ќе го поддржиме. За повластена стапка на артиклите, за повластена стапка на горивата, еве, нека биде владата предлагач. Не мора ВМРО, ние ќе го поддржиме. Еве, апелирам од овде од Битола, ама доста се и наетете. Со инает ништо не се постигнува, граѓаните губат. Граѓаните губат. Вака не се води политика. Ова повеќе личи на некое детско, реално, би рекол, невкусно шоу. Ете, тоа е тоа. Односот не им е зрел, не им е одговорен. Едно прашање. Да. Вие се во овие посети ги посетувате градоначалниците низ Македонија. Да. Надамна бевте во Ресен, Да. каде што имавте среда со градоначалникот на Ресен. Да. Како коментирате тоа во изминатите 17 години од Бузлески, Волкановски, па потоа уште тројца градоначалници, од кои тројца 5 градоначалници се уште работат и по 18 години со блокирани сметки. И дали вие ќе гласате за законот што е во собранието предложен, доста судовите да му дават лимити, огромни лимити за општините да можат и натаму да работат со блокирани сметки? Па тоа не е само во Ресен проблем, така и во другите општини. Некои се 17, некои се 3, некои се 5, некои се неколку месеци од како настанаа промените на локално ниво. И ако мене ме прашате, да, треба луѓето кои што работат во општините да имаат можност да земат плата. Да, треба граѓаните во тие општини да почувствуваат некаков комфорт да се асфалтираат улици и така натаму. И ако тоа се постигнува со тој лимит, да, ќе го поддржам тој лимит, тука да немате дилема. Ако вие мислите дека не треба да има лимити, не треба да вработените земаат плата, а улиците да не се асфалтираат, а парите додат за високи камати, за затезни камати и за фиктивни долгови, тогаш простетено не се сложувам. Јас не сум за тоа, јас сум за тоа да се земаат плати, да се асфалтираат улици, а тој кој што ги направил тие долгови, конечно треба да одговара. Треба да се најде сторителот кој што ги задолжил тие општини да одговара. Оти вака се создава чувство помеѓу народот за неказнивост и се додека имаме такво чувство на неказнивост, нема да веруваат во системот и во институциите. Не прашав за лимито судовите што дават. Прашав, има закон од Министерството за локална самоуправа во собранието поднесен, каде што за раздржување на општините. Нека огласаме, нека достава закон со кој што ќе се раздолжат општините, ќе огласаме, зошто не? Апсолутно да.